Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо на 98,1. Најслушаната утринска политичка емисија, па затоа што веројатно е единствена. Никој друг на Сабајле не се занимава со политика. Сабајле паметен народ спие да ти. О, утро заедно со мене Агим Јонус. Зошто Агим Јонус паметен народ спие? Теоријата е дека секогаш вредните луѓе се будат во 5 Сабајле, трчаат, после тоа се тушираат и се бричат и почнуваат да работат. Кај живееш ти? Тоа народ се више умре тоа правило. Мальчики, другови мои, родни весели. Не отвара никој фабрики више, што ти е? Никому не му си иде на работа. Него чека да го поздравиме народа. Добро утро, среќо, моја македонски народе, кој ми те дира, све му евам. Ајде, идемо да. Не, без оваква кој замала. Денеска у петок нема да пцуеме. Не мрсиме денес. Не мрсиме. Посни ќе бидеме. Посни. Идемо дале. Агим, како си ми, како по постпразнично, како помина? Полајмо на Бога, како сум, кој секој втор, трет, ко пиле укакано. Знаеш, ме прашаве, како ти оди, среќен ли си? Не сум среќен. Може би сум задоволен, али среќен не сум. Зошто? Ке видиш, кој ќе видиш работава, човек за да ги задоволи основните потреби овака или онака, работејки, нешто шпарајки, ке се снајде, ке ги покрие ови основните потреби и ќе каже, исполајмо на Бога, има и бетер. Па не е работава само ти да чекаш бетер да биде на моја. И знаеш, и затоа, ја викам, јас сум задоволен, но не и среќен. Среќен ќе бидам кога секој втор надвор на улица ќе биде среќен, и кога среќата оваква или онаква ќе биде подостапна за поширока маса. Затоа што ти не живееш сам. Сам не живееш. Ти не можеш да пееш ако видиш дека тој до тебе плаче. А пошто цела нација плаче, тој што вика јас сум среќен или нешто му фали, или јаде бурек, или апсолутно толку себичен, сега, и вика среќен сум. Вчера имаше ти, сега ќе го прочитам едно јавно обраќање до министерот там, Панчо Тошковски, прилично емотивно, велиш, ало МВР. Ако не почнете да ги собирате бебињата по раскрсници кои питачите ги злоупотребуваат на минус 5, 10, 15 степени, тогаш консеквентно се наметнува заклучок дека вие сте неодговорни по животите на тие мали невини души. Токму Тоа така е слика на државата, на неодговорност и на негрижа на секој кој секој злонамерник може да го толкува како соучество доколку на тие бебиња им се случи нешто. Како граѓанин и родител ве молам, напише вчера на социјалните мрежи, може ли малку по детално да ни објасниш и мене да ми објасниш и на слушателите од каде ти дојде инспирација, што те потресе толку многу за да го напишеш ово. И мене овие трагични сцени навистина ми пречат и навистина е жално да се гледа тоа. Па види, ја неколку пати сум пишувал за тоа, неколку пати јавно сум се обраќал, не е прв пат ја ова да му го напишам до МВР или да реагирам за ова. Па ти имаш по раскрсници бебиња, невини, кои што не можеш точно да процениш дали се неразвиени, па се толкуцко мали, или се реално бебиња од неколку месеци, или колку год да е тие малечки дечиња, кои на минус 15 лежат, спијат по картони, на улици, во рацете на тие питачите и така натаму. Вчера имаше една ние сме питачка земја, нивото на питање е само различен. Сите негде питаме за нешто. Меѓутоа, тоа е она најбрутална улична форма по раскрсниците во кој што се злоупотребуваат деца. Што прават питачите? Питачите играт на емоција. Ти доаѓа со бебенце на прозор, поред кола, и ти вика, дај ми да му земам млеко на детево. Да не влегувам во грев. Ако е за детето, јас нема да му дам 10 денари, ја ќе застанам со кола, аз сум го направил тоа, па Бог нека суди ако лажам. Јас на цела група питачки дечиња сум ги собрал пред апотека, на мајка сум ми купил млеко за детето, тоа бебирони, мебирони, сум им купил свашта, сум ги нахранил, сум ги напоил, пошто имам таква душичка, мека. Мислам, се зезам, се извинувам да бидам сериозен. Но, ова е класична злоупотреба.
Што е државата? Државата е систем кој треба да се грижи не само безбедносно, туку и социјално, и овака и онака за своето население на сите нивоа. Полицајци поминуваат на раскрсници, значи не ги обвинувам. Јас само сакам да ги разбудам. И ги приметуваат тие питачи со бебиње на минус 10, минус 15 степени, кои спијат во преградки на мајка, некоја, наречија мајка, која детето нема да си го... У продавница ќе го остави, ако треба само на топло да биде бебето. И кои питаат и играат на емоции, дојка тамо некој седи у чуше и чека овие што ќе изгрбат, што ќе испитат, за да му ги даде парите, он да иде или да се напие, или да се искоска, или да нешто да направи. Значи, да не навлегувам во тоа и да не влегувам во грев. Но, глава нека кршат сите возрастни. Бебето што спие во рацете на некого, на раскрсница, на минус 15, веќе не е грижа на тој родител. Тоа бебе е грижа на државата. Тоа бебе не е виновно затоа што се наоѓа таму каде што се наоѓа. Кој треба тука да реагира? Прво полицијата. Зошто прво полицијата? Затоа што таа е интервентна. Не може социјалните работници и не може да излезат на улица, немате извршна моќ. Не може луѓе од прифатилишта да искочат и да изиграват жандари на улица да одзимаат некому дете, но полицајецот има легитимно право. Полицијата мора да искочи на раскрсниците и да ги собере сите бебиња, сите деца од 1 до 2 до 3 до 5 години, па и поголеми. И сите во некое прифатилиште. Тоа е слика на државата. Но проблемот, знаете што е, Агим? Тоа е слика на Еве државата. ти кажам, една неодговорна политика, една политика препишана од системи кои не се адекватни на нашиот во изминатиот период, знаеш ли што создаде? Направија ситуација, прво ги укинаа оние дел од оние сиропиталишта, ги извадија децата надвор. Тоа придонесе, ќе ги давале во вакви фамилии, такви фамилии. Некој си ги собра парите, на крај не се грижеше за никој. На крај се случи уште поголема, како да кажам, уште потрагична ситуација на улиците на Скопје. Ќе бидем уште побрутален. На Камени мост, пред, не знам точно колку години, сигурно има преку 7-8 години, пред короната. На Камени мост, во јануари месец, втора половина, негде поминувам низ Камени мост. На картонска кутија, насред Камени мост, лежи и спие бебе умотано, добро, дебело умотано, сепак, но тоа е бебе кој спие на картон на Камени мост во јануари месец. Околу него е еден земал тарабука, си мава исто дете, а возрастните, тие мангупите, тие татковци да ги наречам, на едната и на другата страна на Камениот мост, као некоја стража да не налета полиција или нешто. Полицијата не реагира. Во што се случува во моментот? Во моментот се случува убиство. Јер ти да оставиш бебенце да спие на картон на сред Камени мост на минус 15 степени, тоа е убиство. Еве сега се извинувам, ако никој не реагира, секој еден што не реагира е соучесник во убиство. Еве сега ќе ти кажам, ќе бидам адвокат на полициските службеници затоа што сум разговарал со нив. И велам, добро, зошто ги оставате да го прават ова? И вика, еве сега ќе ти кажам. Имаме ситуации во кои и ние сме луѓе вели како ти. И тие се луѓе. Бе бидите човека, не, сега пази што се случува. Се случило, вика, наоѓаме малолетник во такви активности, го носиме, вика, го земаме, го носиме во станица, согласно нашите протоколи, која ќе биде однесен во станица, треба да се повикаат социјални служби. Повикуваме социјални служби, доаѓаат од Министерство за труд и социјала, го преземаат детето. Ние следниот ден го наоѓаме истото дете на улица. Ги прашуваме, затоа што вели, му земав број на тој инспектор или што е таму од социјално. Добро ве, вчера го донесовме, зошто е повторно на улица? Ни велат, ние немаме услови да ги згрижиме. Можеш ли да замислиш? Можам да замислам. Можеш ли да замислиш? Можем бе. Кое нехумано, кое значи, можам. Welcome to nowhere land. Ние сме nowhere land. Земја не доџија.
Може, не ме изненадува, но, повторувам, дете над 5 години, овакво или онакво, кое е полус, да не речам свесно, затоа што знае веќе да комуницира, да збори. Дете на 5 години веќе знае само да каже дај ми да јадам, гладен сум. Ама бебе, да оставиш на улица, најсурово го одземам, најсурово го носам во институција за згрижување, социјална институција, му наредувам, не го замолувам социјалниот работник, му наредувам да го згрижи, дигам прашина од надлежните институции кои треба да обезбедат услови и правам нешто. Што правам? Спасувам живот. Пази, брутална е вистината. Јавност која остава бебиња да бидат на раскрсница на минус 10, минус 15 степени е соучесник во убиство. Крај, нема. Значи, колку што е крива таа мајка или татко што го извадила на раскрсница на минус 15, толку е крива и државата. Па ти чешај си го газот, наоѓај решенија, прави што сакаш да правиш, покажи дека си држава. Ти си дупка, недоđија земја. Немој, молим те, станува збор, Агим, за едно за тотално системско затајување. Не е така само со малите бебиња, не е така само со децата без родители. Системски грешки и немање ресурси. Така е и со немање свест. Така е и со ние немаме за гериатрија проблем. Стари луѓе со мозочни удари не можат да се грижат, немаат фамилии, не можат да се грижат за нив. Се случува во Македонија, оние гериатриски центри, тоа да видите како изгледаат. Дали во Ѓорче Петров, дали во Куманово, дали има неколку во државата. За болни, за изнемоштени лица, нефункционални лица и така натаму. Па не дај Боже да завршите таму. Одземање на родителско право. Апсолутно се слагам. Ти го одзимам детето, ама јас сум родител. Не, ти не си родител. Затоа што да си родител, ќе се снајдеш поинаку, ќе се бориш поинаку. Бебе, повторувам и дај да заклучиме оваа тема. Бебе, што ти дозволуваш да ти биде во раце да спие на улица на минус 15 степени, додека ти питачиш за тој позади тебе да може да пие, да љока, значи ти си соучесник во убиство. Ти го убиваш собственото дете. И јас сум полиција, јас сум држава, доаѓам, ти го одзимам детето, ти го одзимам родителското право. Еве еден слушател вели Звонко, еднаш јас лично на раскрсница кај базенот во Карпош и им реков, мамбе, не ви е жал за децава, ај у кола јас ќе ве однесам дома. Кога наеднаш се појавија двајца бабачковци и за малку ќе јадев ќотек, вели. Што сакам да кажам, треба тоа идиотите, така наречени родители, у затвор, а децата да се згрижат. Знаете, има тука една друга компонента и Аги ми ја спомна, еве и слушателите гледам ја спомнуваат. Очигледно е дека тука има организирана мафија која се обидува на ваков начин да профитира, менаџирајки ги тие мајки, деца и питачи општо. Голем дел од тие питачи си зависници од дрога, може би им даваат, го прават тоа сето. Што се случува? Ние имаме, знаеш како на времето кога ги носеле во Трст да питачат од овде. Таа е Трст, Скопје имаше серија. Филмот, ја дете бев кога го гледав. Па дом за вешање, што е филмот од Кустурица, се бави токму со тоа. Што прават нашите негде таму надвор? Спијат под мостови, питачат за босови, кои уживаат во богатствата на крвта, да не речем, на тие деца кои питачат на улици за нив. Веројатно и овде има таква организирана мафија, би ја рекол, има скандали и во светот, ова го има сегде, не е само кај нас, но потребно институциите, и безбедносните институции, и социјалните служби да направат, доста правевме стратегии. Дошла Мила Царовска, направила стратегија. Пред тоа Диме Спасов правил стратегија. Па сега дошла Тренчевска, направила стратегија. Сега има после некој пак прави стратегија. Луѓе, доста правете стратегија. Почнувајте да делувате. Има свест и кај граѓаните,
има свести кај вработените во институциите, нека почне да се делува, да се тргнат овие, знаете, тоа е проблеми за безбедноста, па дури оние возрастни што питачат на семафор. Па ти знаеш, може да го удри некој со автомобил, па се поднесуваат. Голем дел се зависници од дрога, ќе кажам. Многу е постапокалиптично во центарот на главниот град на Република Македонија да го гледаме се она. Постапокалиптично е, знаеш. И дури имаат и раскрсници. Го знаеш оној кај Веро Джамбо што стои, ги знаеш тие што стојат кај Мавровка двајцата, као да си имаат, како се вика тоа, реон. Види, се тоа убаво спомнати преска, тоа е еден вид на мафија. Јас ја користам можноста на мојата привилегија да имам можност јавно да се обраќам. На радио сум, на микрофон сум и максимално и безобразно ја користам таа привилегија за да му се обратам јавно и на населението и директно на Панче Тошковски. Значи, господине Панче Тошковски, министре за внатрешни работи, ти се обраќам јавно. Ако ова не допре до тебе, инсистирам на пиар службите кои по задача, по службена должност ги слушаат сите нешто, да ти дадат до знаење дека сум ти се обратил. Во име на народот се обраќам. Или барем поточно речено, се обраќам во име на сите добронамерници, родители, татковци, мајки кои се честни и совесни, како граѓанин, како биолошко суштество, или ќе се бориш со тој вид на мафија како што се бориш и со останатите видови на мафија, или ќе имаш дупка, што би се рекло. Зошто ова го зборам? Имено, ако сето тоа има организиран карактер, да, се согласувам, таа категорија на луѓе не е за академска дискусија, тука треба бруталност. На клоци дигање, одзимање деца, пазите, тежок збор употребувам, одзимање деца. Ако се градат 355 милиони различни други глупости од кои општеството нема никаков чар, изградете едно сиропиталиште, бе? Изградете едно... Ама веќе има, подобрете ги капацитетите. Подобрете, да, подобрете ги капацитетите. Ние имавме ситуација, извини, ова беше пред 3 или 4 години, кога имаше и истрага за оваа работа. Домот за деца без родители што е во Капиштец, како се викаше сега, не можам ни името да му се сетам, беше извор на сексуална проституција. На што не само што збориш. Извини, види, има една реакција тука од слушател, вели, не е ова проблем само на Панче Тошковски. Овде недостасува систем за социјална заштита. И родителите, на тие деца се жртви. Да, се согласувам 100% со овој господин Петер Бошевски, што го напишал тоа. Се согласувам. Зошто му се обраќам на Панче Тошковски? Токму поради тоа што он ја има извршната улична моќ да ги решава нештата. Јас немам видено дека некој заискочил и реагирал на улица. Паралелно со тоа, ако веќе постои систем на мафиозно однесување, како што е, например, јас сум чул, не можам да тврдам, не сум сведок, ама така сум чул дека дури се изнајмуваат бебиња за питање. Сето тоа некој нешто и некако го организира. Панче Тошковски, тебе ти се обраќам од причина што ти ја имаш улицата, го имаш пендракот, ги имаш лисиците, апси, одзимај деца, направи го барем оној дел што тебе ти е обврска, а тоа е да расчистиш улицата. Дали државата после тоа ќе умее да се справи со тие 20, 30, 100 деца што ќе ги одземете, бебиња, зборувам за бебиња, или нема да знае државата да се справи со тоа, тоа е веќе секундарно после тебе проблем. Тоа не е твојот, али примарниот е улицата. Панче Тошковски, пуштај патроли на улица, кога ќе искачат покрај останатите работни задачи, кога ќе видат дека некој бебе држи на улица, не без пардон, без емоција, едноставно и го граба бебето на таа жена што го држи во раце и го носи во некаа институција за која што однапред ќе се договорат.
Прифатилиште. Ама ќе дојдат пред полициска станица 100 души ќе кукаат. Нека кукаат. Тука и ќутек треба да изедат. Сега, да не бидам ја фашизоиден. Да не испадне кај што питаат, кај што немаат, кај што дете им одзимаш па уште ќутек да јадеш. Не, ќутекот треба да биде од едукативен карактер. Кога ќе им опнеш по една заушка, што сакам да кажам јас? Да на поинаков начин најдат можност да јадат леп, да се изорганизираат, па нека се создадат специјални знаеш служби. како во состојба, јас се колку и ова што ќе го кажам да звучи, може ќе звучи социјал-дарвинистички, може ќе звучи и брутално. Денес да најдеш физички захтевна работа за било што, да земеш луѓе да ти ископаат у двор, 2000 денари е дневницата. Така, а онде питачат здрави прави мажи на семафорите. И ти му викаш, дојди бе, копај, еве ти 2000 денара дневница. Абе имаше 20 дена, по 2000 денари дневница се 40.000 денара. Пред неколку години имаше случај, градоначалник на една од општините на Скопје искача и вели: еве ви можност сите невработени, еве ви можност сите оние кои што сакаат да заработат 5 пари барем, али да ги заработат, еве ви лопати, чистејте го снегот, никој не искочи. Еве ви, пази, знаеш ли колкава потреба од физички работници има во Македонија? Огромна. Огромна. И тој седи тамо, пази, питач на улица седи со iPhone телефон и поминува низ Facebook доека жена му, или нарече жена му и таа малолетничка некоја, со уште по брутална форма на организирање, со бебе во раце, и доека тој таму мајмунот кај семафорот што седнал, гледа на Facebook, бебето е тоа кое што не е свесно. Ќе се вратиме и на македонска политика и на општество. Одзимам, тука сум Хитлер, пази, по тоа прашање сум фашизоиден, ама неам со кого. Ајде, извини, дека ми мислата, само да ја завршам. Ајде, еве, поттикнувам јавна расправа. Поттикнувам јавно организирање. Народот да се организира и да застане во заштита на бебиња, на деца. Одлично. Децата немат ни вера, ни нација, ни ништо. Бебе е тоа. Го завршуваме овој дел, мислам дека испративме пораката. Се надевам дека институциите ќе ги преземат работите во своји раце за доброто на сите, затоа што сите сакаат да се сликаат кога ќе направат некаква реформа, да се пофалат со нешто, а ние овие слики секојдневно ги гледаме, така што да, во право си. Ама што треба да дозволиме тоа да не биде како нормално? Не е нормално и никогаш нема да го прифатиме како нормално, се додека сме човечки бити. Еве сега ќе се надоврзам на оваа тема и тука негде да затвориме. Вчера го прочитав еден многу интересен пост на социјалните мрежи за еден многу важен момент од човековата историја. Значи, пази го ова. Во 1922 година во болницата во Канада, во Торонто, научници од универзитетот во Торонто за прв пат им го употребиле инсулинот на деца кои биле во кома од диабетесот кој го имале. Што те изненадува? Сега пази ова. Влегуваат. Пази го настанот. За ова треба да се снимаат филмови. Ова е човештвото. Влегуваат научниците во болничка соба во која лежат 50-60 деца и нивните родители во агонија гледаат како нивните деца умираат од диабетесот. Најголем дел од нив биле во кома од диабетесот. Зашто те изненадува? Научниците за прв пат таму во 1922 година почнуваат да го употребуваат инсулинот. Ова е веќе тест фаза. Не е официјално применет. И се случува во половина час, затоа што инсулинската, сите што се диабетичари знаат дека инсулинот делува многу брзо, наеднаш сите деца се будат, сите деца се добро и од соба на смртта станува тоа соба на радост. Ова е човештвото. Знаеш, ова е еден од моментите, од најдобрите моменти во 19-тиот век според мене, во 20-тиот век, се извинувам, според мене. Ние од 20-тиот век ги гледаме сите војни, сите треблинки, сите убивања, сите
И тоа е, не дека не треба тоа нели да го следиме. Помлаци од мене малку. Но зошто не се снимаат филмови за вакви работи? Зашто да се снимаат, не се комерцијални, а е малку освести се и ти. Значи помлаци и сепак животното искуство си го прави своето, самото тоа и резимејата. PR е тоа. Таков амбиент му е потребен на човештвото така да се информира владе, да се настапи, да се пласираат идеи и така натаму. Земи во предвид една работа. Од секогаш во светот имало земјотреси, поплави, убиства, пожари. Од секогаш и секаде. Ама не сме били информирани. Сега сме информирани и тоа премногу информирани. Во таа фаза, во таа река, во таа галаксија на информации, мајсторите кои владеат со светот во смисла на создавање амбиенти, креирање ситуации и така натаму, ти го пласираат тоа што они сметат дека ти треба да го знаеш за да имаш одредено расположение. Ајде вака, прво и основно. Зашто те чудат експерименти со деца? Зашто те чудат експерименти од било каков биолошки карактер? Зошто ние имаме стереотип дека само Менгеле, фашистот, правил експерименти на луѓе? Ма немој, молим те. Сега има, пази, предпоставка ми е, ја за да го потврдам тоа треба да имам докази. Така да, имам сериозна предпоставка, која не можам да ја променам, а тоа е дека има експерименти на луѓе колку очеш на овој свет. Ама, тоа не се кажува јавно. Напред не може да оди ниту науката, ниту биологијата, ниту било што друго без експерименти на адекватни и автентични модели. Што сакам да кажам? Дечко мој, клонирани се колку луѓе, прво беше овцата Доли, нели ја не клонира? Не успешно живеат клоновици. Има информации дека луѓе веќе се клонирани. Не, почнати се студиите, има податоци за нив, има експерименти така натаму, на проблемот е што клоновите не можат да живеат. Тоа е доказ дека ние не сме Бог и ние не може да правиме ДНК. Значи, умираат, не може да заживаат. Кај човек, во овој момент, тоа е, сите експерименти покажуваат дека човек не може да биде клониран и да живее. Што ти кажувам? Освен филмот наеден што иде. Така, мислам дека наивно гледаш на тоа. Токму поради тоа, што они имаат тука failure, се ика на англиски, они допрва и повеќе ќе работат на тоа за да го исправат тоа што сметаат дека е проблем за понатамошен развој на тој проект, наречи го, а тоа е клонирањето. Значи, они допрва повеќе и повеќе ќе го прават тоа се дека не дојдат до решението. Не можеш ти да клонираш човек ако вежбаш на глувче. Да, факт е дека параметрите се блиски, но не идентични. Ај нешто политика, петок е, дај иде у курс. Значи, одиме, политика да фациме прво со регионот, па да одиме на пауза. Во Србија вчера и завчера се случи нешто катастрофално, нешто што го потресе цело српско општество, кога еден студентите кои протестираат во изминатиот период против политиките на владата, против општата атмосфера во земјата, кои тие протести почна, нели, на што се случи во Нови Сад, каде загинаа недолжни луѓе на една железничка станица, еден од нив и граѓанин на Македонија, кога почнаа кога еден од демонстрантите, еден од студентите беше прегазен брутално од автомобил и навистина тешко повреден. Го видовме во живо, буквално настанот се пренесе на социјалните мрежи, не излезе на сите. Повторно ќе кажам, зошто те изненадува? Не зошто ми изненадува. Прашањето е од каде српското општество дојде до еден ваков стадиум. Еве, во Србија има незадоволство и во секоја земја, и во нашата земја, сегде има незадоволство од власт, и во Албанија има незадоволство. Зошто мислиш дека тоа е во српското општество само? Ти гледаш ли светски снимки и инсерти од 350 места во планетава? Гледам. Кои ни се планираат, што не пласираат, што на YouTube, што на телевизија, што на телевизиите бираат што ќе пуштат, ама затоа YouTube-от, X-от, Instagram-от, ти ставляш што хочеш. Па како прегазување тој добро поминал наспрема оние што поминуваат? Дали си видел ти
инсерти од демонстрации во Индокина. Под Индокина подразбирам Индонезија, Виетнам, Малезија, Тиреков ми рече и така натаму, Филипини. Тамо, јас имам гледано брутални снимки како на демонстрации, а и што го прегазуе со кола, се враќа назад да го догази. Мислам, така да, живееш во брутален свет. Љупчо Златев, идеализацијата на овој свет, гледањето со розеви очила на нешто што е дефинитивно темно, и колку год да се розеви очилата, стварноста е темна, мрачна, убитачна. Пази, живееме во еден цивилизацијски момент, 21 век, ано домини 2025 година, во која светот поминува низ онаа фаза филозофска, која вели вака: ние сме во ордо абхао. За инсталирање на новиот светски поредок, светот мора да помине низ хаос. Значи, новус орди секлорум, нов светски поредок, мора да мине сериозната прва и клучна фаза, а тоа е ордо абхао. Ние сме во хаос, светот во хаос. Што се случува? Во тој хаос нема извини. Она постава која го инсталира ова, ако го велам постава, тоа не ти веруваш дека постои некаков голем заговор? Нема заговор, бе, тоа е цивилизацијска вистина. Светот катад, ако не денес, ако не ова година, ако не после 10 години, после 30, 50, ќе мора да биде глобализиран. Зошто ова го велам вака? Затоа што ние во своето осознавање на својата околина, народот, цивилизацијата, планетата, галаксијата и така натаму, мора да правиме сериозни крупни чекори. Една од сериозните крупни чекори е да бидеме едно, како земјани. Не знам дали ме разбираш, а за да бидеме едно, како земјани, во тој случај, некој мора сето тоа да го изорганизира, да го доведе до таа фаза. Како бе, вие мене не ме прифаќате од село сум бил од Кавадарци, у Скопје не ме прифаќате, а ќе прифатите да бидете заедно со сите од планетата во една земја. Селјак се уште си во таа фаза ордо абхао. Значи, и вие не прифаќате нас од Кавадарци, а ќе прифатите да бидете еден народ на една планета, во еден свет, во еден сончев систем, во една галаксија, во еден универзум. На кого му објаснувам? Не можам да разберам како тоа од вас старите скопјани да направам земјани, да направам глобални граѓани, кои ќе прифаќаат се, кои ќе прифаќаат да живеат во еден заеднички свет. Дај ми еден добар, тежок токмак да му опнам у глава. Фала за насловот, Агим побара токма, за да го удри Љупча. Значи, мислам дека ќе ме гледаност. За кршење бетон некој. Дај ми еден таков, одма му опињам у глава. Ја друга ми говори да го ја. Чекај малко, пази, прво се разбереме. Значи, пеглањето, цивилизацијското пеглање на создавање сила мора да инсталира единство. Единство на планетата во еден специмен кој се вика човек може само да се инсталира доколку за тоа има или добра волја или на сила. Добра волја нема, значи идеме на сила. Ние сме земјани, пази, може да ја изиграм мајмунов дека и може оваа филозофија што ја пласираме смешна. Меѓутоа, сите ние сме земјани, кога ќе дојдеш до тоа совршенство на цивилизацијска свест во која ќе кажеш јас сум земјанин, ти си онда истовремено и американец, и русин, и грк, и бугар, и кавадарчанец чак. Почитувани слушатели, Чаирската школа за земјанство ова утро ја го даде првиот проглас. Народе од целиот свет, обедини се, нема што да изгубиш освен своите окови. Агим, Боже драги, што грев направив, што се накарши ова будала. Значи, слушај, друго збораме да ти. Друго збораме. Ќе му опнам сварно. Ама не, ти се залагаш за земјанство. И јас се согласувам. Ти мене уопште не ме разбираш што зборам. Те разбирам, јас убаво што збориш. Пази, има на светов, ако го земеш живиот биолошки свет, се вкупно. Човекот е животно. Добро.
Што е тоа што еден Има човек имагинација за разлика од животните. Што е тоа Животно што плюс еден имагинација. човек му создава различности внатре, за да мора да се убива, да си вади очи, да бе иако Далај Лама овдека испадна фаупичко. Идеме да пушиме. Ајде чао. Почитувани слушатели, јас еве сум многу просветлен ово утро за филозофијата на земјанството. Ние земјаните одиме да направиме кратка пауза за реклами, чекајки да не нападне некој. Чекај, морам да го поздравам овој МБ Компас, љубим те у око, како го погодил, вика. Агим, овој Енглезов може да избегал од Кавадарција, ма Кавадарција останало во него. Апсолутно. Ој, номини Кавадарци падре, секогаш, Филе, Спириту Санкти, амен. независно дали сум граѓанин на Република Македонија, дали сум граѓанин на бивша Југословенска Република Македонија, дали сум граѓанин на Република Северна Македонија, дали сум граѓанин на Европската Унија со македонски или со бугарски пасош, независно дали сум Иди да береш граѓанин грозе на светот, јас секогаш ќе си останам. Иди да береш грозе и не мрчи многу, ајде. Може да почна се? Не, ја ќе Па почнам. јам 20% по рамковен договор право да се чалам од мозок. Значи 20% од емисиите треба ти да ги почнеш. Ич не ме боли. Ајде. Значи 20% од емисијава по рамковен договор ми е уставно законски дорано. Убав мој македонски народ, сречо моја душа напатена. Тоа сакам да кажам. Ви го сега, овој од Кавадарци, па нека мрчим. Пази се. Допред неколку месеци слушавме, ќе почнат тури да идат луѓе да ја гледаат Васионата, што би рекле србите, односно Вселената. Вака ќе биде. Ама седмиот тест на Starship, проектот на компанијата SpaceX на Илон Маск, заврши неуспешно со губење на леталото по серија на технички потешкоти и се распрсна. Леталото успешно се одвои од ракетниот засилувач Супер Хеви и ги придвижи своите 6 мотори, но проблемите почнаа по 5 минути од одвојувањето. И се распадна, горе се распадна. Еми обаче, треба да знаеш дека тоа се пионерски чекори. Во пионерските чекори секогаш има грешки. Во такви проекти и случаеви, какви што се посети на Вселена, на ова, на она, неминовно мора да има жртви, затоа што пионерите секогаш плаќаат некаков данок на незнаење, неискуство и недоволна истраженост. Агим, дали мислиш дека Кај мене авте во купамете, не знам. човекот треба да ја колонизира Вселената? Да идеш прв таму, ама да се отарасиме од тебе. Да. Сметаш дека треба тоа? Тебе поготово И дека секој народ, на Марс на темната секој страна. народ треба да добие по една планета за себе. Еве, сега да се договориме. Албанци шо би земале, македонци шо би земале, срби шо би земале. Прашањето му е $1.000.000. Што би земале вие албанците Од Вселената. во Вселената? На војнати гаките, што би земале? Како ме нервира, дете, ој ебо. Прво, Имате вие концепт тоа? ме збуни, знаеш дека? Значи, па доста бе сега за Косово се карате тамо за парче земја тука, никакво. Не, ние албанците Ништо. би се качиле на таа ракетата, а вас македонците би ве натерале да не буткате од позади за запали. Одма за идење горе. Нема проблем. Да запали ракетата, Значи, да буткате. нема проблем. И ти, Керозинот од нас е. да, и ти Затоа на шо и да иде. И ти од позади да Не, викаш, зна- пуштај значи, од друга брзина. не, знаеш, кредит на ќе земе. современско палење. Ко ќе му Тебе у отнеме, значи, Вселена да виду. те пратиме. Режија, Нема проблем. Не идам више во Значи- емисија ако немаш тука под маса еден токмак, еден копач, еден пиштол и некој на ножот е многу хичкоковски. И ја мислам дека- Не, со ножеви не играме. Не. Ја мислам дека Агим треба некој, ние во Македонија немаме најблиско до Илон Маск, ние што го имаме, сега Илон Маск ќе биде најјак фактор у Америка со Трамп. Ние во Македонија најблиско што го имаме до Илон Маск е Кочо Ангјушев. Он е нели иноватор, па прави такви метларки, ова, она. Ти бе, друже мој, најблиско до Илон Маск во Македоница ја имаш војнати Вангелица. Ништо немаш ти у Македонија. Што тресеш глупости? Кочо Ангјушев го имаме, како не? Кочо Ангјушев прави механизација која што е се уште механизација, не е научна.
отворена. Не возе само Значи, тоа. тоа што Кочо Ангјушев сега го прави моделот на машина како таков, секако ја прави најусовршена затоа што е up to date 2025. Меѓутоа, он прави нешто што на запад го имало уште од времето кога дедо ти се прашил, гледал горе дали ќе врне, дали нема да врне за да искочи на нива. Значи, лепото му е. Ние сме дупка овдека. Македонија е една дупка, a big hole, a black hole. И ние овдека со што би можеле да се споредуваме по твое, кај бе ти отиде текава да речки памет да го споредуваш. Значи Илон Маск Па немаме друг се, немаме иновација. Он е најблиско што го имаме. Имаме 3 проекти. Овој има проект X, има проект како се вика тоа Starlink, има проект третиот нели Тесла. Овој има Fero Invest. Тоа едното на грците им го продае, како се вика. А еве Бутлевски Игор вика Љупчо повторно шириш непотребен национализам. И Дрин Мехмети вика иноватор во Македонија. Внук му на Али Ахмети. Апсолутно да. Кај овој што пишува тој да го прочитам. Овој Љупчо, осте што правиме ние муабети овдека. За овој Љупчо треба копач у глава дефинитивно. Значи, прашањето е не дали треба, него кога да му го ние најблиску до Илон Маск, почитувани слушатели, еве гласајте, кој е поблиску до Илон Маск, да немаме меѓуетнички недоразбирања, дали е Дрин Мехмети, внукот на Али Ахмети, познат по неговите гениално створени бизниси, или Кочо Ангјушев, исто така познат по своите гениално создадени бизниси. Ај сега Да. ме изнервира, сериозно ме изнервира. Дали кај ви Апасиев вика на дуел? Кај ви Апасиев на дуел, кој пишува? Горан Стојановски. Горан Стојановски, ако ти успееш да ми го нацрташ Апасиев овдека у студио, да ми го донесеш, чесен збор, држиме за збор, ја тебе те носам во најскап ресторан на ручек. Не само Апасиев. Ја го плаќам Ја би ручек. сакал овдека да сретнам неколку луѓе кои мене не ме поднесуваат. И сам секако не за да го искористам, да искористам привилегијата на некако водач на емисија во петок, туку сериозно да може да си дадеме едни на други некои одговори. Значи, за кого оваа емисија е отворена? За секој еден што има спротивно мислење. Зошто ние вака настапуваме? Зошто ние во оваа емисија, да не кажам народски, ама тој ми е стилот. Зашто ние овдека го дрвиме на разни теми? Го дрвиме од проста причина. Затоа што сакаме народот да има отворено поле со отворена мисла и отворен ум да разговара на свој начин. Оно што ние го правиме овде е некаква емисија која треба да биде блиска до народот. Најлесната работа што може да ја направиме овдека да читаме цитати од Артур Шопенхауер и да го дрвиме овдека демек ние сме интелектуалци. Не, еве ја не сум интелектуалец, јавно изразувам, ја не сум интелектуалец, јас сум проста маса, глупак, стока, пијаница, ваков, таков, моторџија, бараба, педер, не сум тоа да бидеме на чисто. Гей. Сега, јас ја користам можноста што му се свигам хомосексуалец не го користи тој Љупчо навреден Златев термин. да ме викне у емисија и ја овде да јадам говна. Баш вака. Сега тоа што некој мисли дека сум ја прост, па вака настапувам, не. Напротив, ја многу добро знам што зборам, ја многу добро знам како настапувам, кој ми е стилот и зошто тоа го правам. А го правам од многу проста причина. Народе, сите ние во јавниот медиумски свет треба да ти бидеме блиски. Чекај се. Не може сите медиуми да имаат ниво кое што 90% од народот нема да го разбере. Нашиот народ има сериозен проблем со високо ниво не на интелигенција. Далеко од тоа, ја не мислам дека народот е глуп. Јас велам дека народот се уште нема доволно изразено висока цивилизацијска едукативна моќ. Не е писмен само да бидеш, да знаеш да читаш и да пишуваш. Писменоста подразбират многу комплексни работи за да кажеш дека еден човек е писмен. Нема неписмени, формално неписмени на планетава веќе. Чекај сега, 6 цитати Значи, од Артур Шопенхауер. Чекај. За да бидеме Само интелектуалци. апропо овој Љупчо, Значи, дека што стои кафи мене,
Тат ќе го јаде. Значи, ќе го јаде од имичета по гангли, имена број 1 од Артур Шопенхауер вели: Еботе он. Талентот ја погодува целта што никој не може да ја погоди. Гениот погодува цел која никој не може да ја види. Еве, ја погодив цел што никој не може да ја види, албанци у вселената. Преска. Тоа никој не седнал никаков концепт да го зборува до сега. Втор цитат. Ова е за апропо твојот прв дел од емисијата, каде што зборувавме за децата на улица. Вели Артур Шопенхауер: сочувството е основа на моралот. Ако не сочувствувате, не може да бидете морални. Третиот цитат од Артур Шопенхауер: човекот може да биде себе си само додека е сам. Ако не ја сакате осаменоста, нема да ја сакате ни слободата. Морам да те прекинам. Затоа Врати се на што претходниот цитат. само на вистина сам човек е слободен. Врати се на претходниот цитат и ќе дојдеш тачно на моје. Не ви реков на мој, ќе дојдеш на моје. Сочувството Значи, врати, сочувството е основата на моралот. Стоп, и оставиме 2 минути да зборам. Ајде. Абе, како да те наречам? Ајде, како да те наречам? Дај најубав, ќе ти стегнам пиштол, ќе ти стегнам. Слушај малку. Што правевме ние во првиот дел од емисијата? Покажавме сочувство, апелиравме на згрижа на бебиња, на деца, повикувавме релевантни фактори или луѓе со каква таква моќ на терен да реагираат. Зошто? Па затоа што имавме емоција, бе. Што ти мене ми го објаснуваш Артур Шопенхауер? Тоа е она што јас преска го викам, кога би се изразувале на начин како што се изразува Шопенхауер, би останеле несватени, необјаснени. Ова е многу проблем. Вика Артур Шопенхауер. Народот на улица сака прости зборови. Ова е проблем. Да му каже, народот, чекај. Наместо народ што сака да слуша? Народ сака да чуе. Наместо да ти кажам, ја не се слагам со тебе, Љупчо Златев. Народ сака со прости зборови да ти кажам, носи се у пичку матерно. Тоа е. Секој човек, вели Артур Шопенхауер, ги зема границите на своето видно поле за границите на светот. Мене Агим ми е граница на светот, оно од позади калориферот и сунгерите, според Шопенхауер. Види, има едно друштво во кое припаѓам. Шопенхауеровци. Тоа е едно друштво, сека Деус Аналитика. И тоа е една асамблеја на луѓе од разни професии, многу писмени луѓе, сите се урбани, цивилизирани, фини, паметни. И таа Деус Аналитика веќе не е у Деус, него сега се пребаци у Драмски. И јас сум секојдневно тамо, затоа што прво чест ми е се дружам со тие луѓе, второ убаво ми е, трето и ја дам говна нешто меѓу нив, разбираш. И пази, ако сакаш да чуеш што е тоа реална стварност во Република Македонија, ајде од тука за рука те фаќам и идеме у Деус Аналитика друштво право Драмски. Сакаш ли? Човек ќе те направиме од Кавадарци, у Скопје станеш човече. Имам ја такви друштва бајаги. Имаш? Али ќе дојам. Ќе дојам некој ден, денес не имам работа. Чекај. Трајче за бизнис вести за утро Агим. Трајче Заев му ги продаде акциите во Гера Цунев на Вице Заев. И тоа мене ташак ме заболи. Значи, каква врска има со народот? Има врска, како не? Па бизнис вести сегде отвараш у свет, преземало од вамо таму. Си го пребацив од лево од десно. Та комуна мајка му дал. Ма не, кој бизнис вести се тоа? Си го префрлив десно, беше лево го префрлив. Вице Заев. Бизнис вести ли се тоа? Платил 165.000 евра. Да. За акциите на неговиот братуче Трајче Заев во 2 струмички компании. Герас Цунев трговија и Герас Цунев конфекција. Со оваа берзанска трансакција, компанијата на Вице Заев, ДГИ Тотал од Струмица, станува целосен собственик на 2 струмички компании. Која, значи, суштинска светла иднина за македонскиот народ, со самото тоа. Дај бе, пази, тоа не е ново, тоа не е вест. Како не е вест? Па бизнис трансакција, преземање имаш. Знаеш ли што е вест, бе? Вест е дека некој отворил куина, јавна куина, обштествена на сред плоштад на центар. Ти знаеш, и дошол народ да јаде. Ти знаеш дека народ ти е гладен, а он треба сега да ти ја конзумира таа информација дека Трајче на мајче
и на баба му дупката му ги пребацил акциите и се народов треба да биде веќе информиран за тоа. Натакнем те, бре. Кој си па ти, бре? Тоа е прво. Второ, ајде да се вратиме на тоа народна кујна, бе. Дали ти знаеш, пази, ја си маштам, кој секој човек, кој би имал многу пари, се колнам во Бога, во најмило, во деца се колнам. Дека би отворила една јавна кујна, каде што може секој еден да дојде, да руча, да доручкува, да вечера и да си оди. Сега, да, тоа е малку тешко, затоа што ти да отвориш јавна кујна во која што би доаѓал народ, е малку поразително за самите нив, има многу горди луѓе. Ама ти знаеш и црквите кога отвараат такви, а мислам дека има секој дневие кујна по црквите, не знам во кои се цркви има, ама ги поздравувам, алали од Бога, нека им е и од народот. Значи, каде што доаѓа гладен народ да јаде. Тоа е вест. Сториле нешто за народот. Што е вест? Вест е дека на сред плоштад некој организирал свадба и ова проклета вукојебина во која се делиме на наши и ваши, направил заедничка журка. И тука се журкало до јаја, до сабајле, сите срекни весели. Тоа е вест. Кога, бе? А? Кога? Ќе губјам, ја тикам, ќе губјам, ти не ми веруваш. Тоа е вест, викам, дека ако има, нека има. Ако има свадба. Так. Значи, што е вест? Еве, кум, ако нема ние и кум ќе им најдеме. Што е вест? Вест е дека за сите пензионери. И мирас. Вест е дека за сите пензионери, поготово оние со минимални и невозможно ниски пензии. Гледате како се спрема за пензија. Може да зимаат лекови за хроничните болести. А, добро, тоа не. Вест е дека државата направила нешто да секој еден може да биде безбеден по улиците. Тоа е вест. Вест е дека ова Македонија еднаш за навек решила да биде единствена, да се сакаме, да идеме напред, да градиме заеднички проблеми наши, ваши, турско и каурско и шиптарско и ѓаурско и секако. Тоа е вест. Ние овде драпаме мадиња, ништо не се случува. Изблици на хуманост ова утро во Радио Лидер, почитувани слушатели. Останете со 98,1 FM, слушајте ја оваа емисија до самиот крај. На вистина, Агим Јонус е на вистина инспириран, Агим Јонус е на вистина хуман оваа година, но сега ќе збориме за една афера поврзана со празниците. Аферата Мазник Гейт. Мазник Гейт ја тресе Македонија. Опозицијски медиуми откриваат шокантен скандал во бурекджилница во Битола. Поттикнати од несекојдневната приказна на порталот СДК за местење на парето за Василица, опозицијски портали откриваат голема афера која веќе доби име – Мазник Гейт. Повикувајќи се на сторија на порталот СДК, опозицијскиот портал Рацин пишува дека откриена шема во која бурекджилница во Битола за верскиот празник Василица измамила голем број битолчани кои учествувале на традиционалното вртење на мазник со паре, со тоа што на купувачите кои кај нив порачале мазник им открила каде се наоѓа срекната паричка. Аферата веќе доби име Мазник Гей. Сакаш ли одговор на ова? Да. А? Да. Леле, како мене. Слушай, во држава во која немаш што друго да коментираш, во држава во која што немаш на што друго да му се радуваш, ќе му се радуваш и ќе се изненадуваш на вакви приказни. Vanity Fair се вика на англиски, ваша таштине. Ова што ние го правиме тука, знаеш што сме? Ние сме живи мајмуни кои жвакаат вакви приказни. Такви приказни има 1,000,000,000. Во Истанбул, покрај Галата мостот, има една бурекджилница што ја држи албанец. Тој 60 години е во Истанбул, 60 години продава бурек на место каде што сега поминуваш и никаш повеќе, така иде зборот, и станал милионер и така натаму и така натаму. Знаеш ли ти дека никогаш, барем така велат, јас не може да го тврдам тоа,
дека тој никад немал исти муштерија 2 пути. Затоа што како кој дошол му земало тоа бурек од симитот, ви рекол носи се, никад више ке тебе не едеме. Ама локацијата добра, што да прави? молим, тоа е тој вид на приказна. Јебо те мазник, те јебо, додека во првиот дел од емисијата зборевме за бебиња кои умираат на раскрсници. Ти знаеш кој ќе бидеш Европа, Љупчо Златев? Мислам, не буквално Јас сум ти. Европа веќе. Ти си онакво моје У Европа, Шенген колку сум што ја. сум ја. Сега ќе ми ти сме- излезе бугарскиот пасош, ја у Шенген ќе си бидам. Љупчо Златев. Шенген Златев има да ме Апропо, викате. светот и цивилизацијските норми во актуелниот момент, и ти и јас сме курац од овце. Значи везе нема. А Европа е и светот далеку од нас светлосни години. Меѓутоа, ајде барем да збориме за тоа бе. Еве ја и ти нека бидеме никулци, да бидеме никулци на нешто што ќе поттикне. Зашто некој не се најде муж од мајка роден да поттикне на задоволство? Кога велам да Да го поттикне... опсетовој со мазникот. Ајде за почеток, па нека се заеба. Да почне Значи, тамо. ти имаш во Македонија несреќен народ. Тој несреќен народ е несреќен како консеквенца. Адвокат вели нема кривично дело, вика тоа што им кажал кај паричката. Молим лепо. Ништо, И него вика. курго заболи ти Чисте- направил пари, чисте, овие, вика а ти тој. овдека троши Чист. у емисија време на него. Апсолутно. И значи, пази, ние сме несреќни како народ. И многу работи што ги правиме како консеквенца на несреќа, на беда, на примитивизам во кој што се наоѓаме. Значи, и нам ни е толку Агим комфортно во тој има две. примитивизам. Поздрав до Агим. Ми го разубавува секојдневието. Можам и почесто да го слушам. Дафинка, Вели Дафинка Франкова. Дафинка Франкова, ако гледаш сега на Вики YouTube Петковска. или на Facebook, еве ја, целувка ти прави. Вики Петровска. Да? Не прекинувај Агим. Супер е подсетувањето на Агим што е вест. И фала ви. Петок е единствениот ден кога се будам расонета. Па Агим, ти преминуваш полека во Playboy. Абе, Зато јеботе, еден будала, мач не видов да те како фали. Playboy. Значи, Па не сум педер што ти. Не сум. хомосексуалец дефинитивно те не могам, сум. педер е навред, геј, или геј или хомосексуалец и така натам, нема Па се. не сум од оние другачите, поинаквите. Што Да. правам сега? Не сум од тие поинаквите. Али неверојатно. Неверојатно. Женската публика со огромна поддршка за Агим Јонуш, со огромно прифаќање на неговите тези. Агим, ти си среќен човек. Види, ајде, значи не знам што да кажам, ој да не ми рипне одма контра, ме нервира. Дефинитивно. Ма не ти рипам контра се, ти честитам. Лепото, тоа се разумни луѓе. Тоа што е случајно женско, тоа е друго питање, ама жените се поразумни и по-реални. Нашите слушатели жени се по-реални и по-разумни од мажите. Мажите, кој си носи своја лична фрустрација, не се согласува. Кој сака да испадне паметен, него чекај друго ми се. Ајде не навредуваме, ја ве сакам сите. Си приметили дека најголем дел од хејтерите додека водиме емисија, кои не мразат, не прават говна, не Се прават мажи. ова, не прават она, Се мажи. се мажи. Да. И тоа што ти кажа? Ти кажа лична фрустрација. Тој Да не нема треба кај- жени да ја владе. Да, моле, пази, тој не може да искочи јавно да каже некој оваков збор. Тој не може да промени ништо. Тој не може да влијае на ништо. Тој не може да буквално, ама ништо да преземе. И неговата фрустрација вика вака: мене Фејсбуков ми дозволува да напишам Агим да ти ебам Еве све имаш живо. еден маш И поддршка он Агим. пишува тука, Агим да ти ебам све живо. И сега ја го гледам тоа и не знам што да му одговорам. Како да му одговорам на тој што сам себе се мрзи? Боб Илиевски, така е подпишан, мислам дека живее негде во, не знам, ќе видиме каде, или во Америка или во Австралија, вели единствено сум активен на Facebook лайв кога Агим е во емисија за почит и внимание. Агим за градоначалник на Скопје, пишуваат. I За love паричката- you all. Ве сакам сите луѓе, некој мора во оваа земја да удри со боксна маса, бам, и да каже доста више
губиме време на срање. Може Агим да биде добар Ајде да си го градоначелник. организираме животот во државата да не биде убав. За да биде организиран животот убав, за да живееме човечки, Агим сам е курац од овце. Значи треба многу Агими, многу Љупчев Златевци, многу Петковци, Станковци, Асановци, кои ќе седнат ќе речат: "Абе вие сме мајмуни ние. Абе за многу работи не ни Агим, треба ти ќе пари бидеш за да као живееме Борис поубаво." Џонсон, бе. А? Као Борис Џонсон ќе бидеш ти као градоначелник на Скопје. Веќе те замислам како леташ со дронови, како правиш реформи, со мотор идеш на работа, као фраер, бас рапид транзит реализиран у Скопје. Јако станам. Се копа више метрото доле. Да, се слуша од сите страни. Надвор као битовци кои скачаат, кубат коси жени. Ево, Да, замислям како градоначелник би бил. Слушај, прво ќе ви направам како градоначелник и би забранил тебе од Кавадарци кој идеш на кај Скопје, уште на наплатна Јас рампа си да имам ти пробушат скопска гуми лична да ти карта, можеш да ми се, ајде не кажем шо. Имаш скопска лична Со карта? све комплет. Тој што му дал на Љупчев Златев лична карта Тере, од ти Скопје си да го- му ебам племето. Еве, ќе ти кажам и кој ми фати врски да земам и Кој? како ме провори. Пријател ми е, сега, небитно. Со врски сум земам станал. Значи признаш дека па со врски. Со врски бе, со врски. А како иначе? И само уште едно нешто. Ајде, ја. Должам еден поздрав до до собрекајна полиција, нек ни гледа утакмица. Се враќам назад и кај Алкали Тонде. Многу убаво прашање дека има едно и инсистирам едно Да. 3 минути да видам. Не, сега право ова да го кажам. Ајде ја. И ми фрлаат. Поминувам, гледам трепка жуто на семафор, нагазувам као глуп македонец и ми маваат палка. И, добро вечер, добро вечер. На какво светло поминавте, господине? Викам на жолто. Да, добро. Викам на жолто поминав, знаеш, не е за казна. Абе вика не е за казна, те нема да те казниме. Ама вика пред колку години полагаше викам 12 години. Се пази колку глуп сум излегол. Па вика нели ви кажа дека кога трепка жолто не значи дека треба да нагазиш, туку значи дека треба да закочиш. Да, те предупредувам. Сега, и навистина одличен однос на полицијата, морам да кажам, треба вака да ги едуцираат постојано возачите, дури оние кретени као мене кои нели го прават се тоа, полицијата треба да има едукативен карактер. Прашање до Агим, идниот градоначелник на Скопје, чим Данела истрпивме, тебе ќе ти истрпиме Агим, мислам дека ќе бидеш дури Ти подобар. со мене може само да уживаш. Дали Бе, Агим ги следи дебатните емисии Токму на тоа сакам телевизиите да зборам. 3 минути. Значи, ајде сега шала на страна, ја не мисля дека не сме свесни дека изиграваме мајмуни тука. Ајде сега озбилно малку. Да се разбереме, господин Стојан Стојков, не, како беше, Горан Стојановски, дали Агим ги следи дебатните емисии по телевизиите. Господин Стојановски, јас сум со години учесник на дебатни емисии. Има два начина да ви дадам објаснување на ова што го прашувате вие. Едниот е онака во стилот на сите тие дебатни личности, да најдам некои фрази, убави културни зборови, да кажам дека тоа е потребно, ти реков ми рече ни овака ни онака и да оставам впечаток дека сум писмен, или сакате најискрено, најчесно. Ако ништо друго, најчесно е да ви кажам како зборам, како мислам. Во име на тоа што сакам чесен да испаднам, простете ми малку на вокабуларот. Значи, јас не сум неваспитан. Јас свесно го правам се ова што го правам. Свесно неваспитан. Свесно неваспитан. Сега послушајте, господин Стојановски. Ајде да не се персираме на ти. Горан, 90% од све тоа што искача и дебатира е голи курац. Ова сериозно го мислам. Ние сме земја во која што на толку мал број народ имаме енормно голем број на експерти, на аналитичари кои не знам по која логика се наречени аналитичари. Дали секој еден што искача во јавноста и нешто кажува како мислење по дефолт го става него на пиедестал на аналитичар. Јас, Агим Јонус, ниту сум аналитичар, ниту сум експерт, ниту сум ова, ниту сум она, а на милиарда слайдови на телевизија имало експерт, пишува дали кој голи кура се експерт, везе нема јебот.
Да, може би као политички аналитичар, ке се согласам затоа што кога веќе анализираш, кажуваш своји мислења, ставови и предвидуваш. Океј. Меѓутоа, токму во тие дебатни емисии по телевизиите, јас апелирам малку да размислиш и да ми кажеш колку решенија се понудени во тие дебатни емисии. Колку во тие дебатни емисии се поставени никулци на нешто за што треба да се размислува. Колку на тие дебатни емисии се направени чекори напред во развојот на демократијата во Македонија. 0,ич. Зошто е тоа така? Не, чекай, пази, сериозно. Сега зборам сериозно, оставим. Ја подлога ти ставам инспиративна. И пази се што се случува. Да. Во Македонија има тотална диселекција. Кој воопшто смее и може да биде јавна личност. Една од причините зошто е Агим оваков каков што е и тера све у пичку матон јавно отворено. Пизду матон. Не, токму тоа што со години додека Агим се трудеше преку своите колумни, преку своите настапи јавни на дебати по сите можни телевизии и тука и пошироко географски. И се рекол, се обидов со убаво, со фино, со аман вака, па немојте така, па ја мислам вака и така натаму. И јас освен, еве го симпатичниот шиптар, ништо друго не добив. Ако е тоа така веќе, ако сум ја белото циганче по романот на овој Виле Подгорец ми се чини, онда имајте во предвид дека на сите ни пука филмот. Нема квалитетна јавна дебата во Македонија. Квалитетна јавна дебата во Македонија, доколку има во јавноста, таа нема да биде гледана ни 2%. Народов бара крв, игри, вино. Народов не бара сериозни решенија. Сите се учаурени во своите партиски светови, клиентелизми и така натаму. Нам, дефинитивно, во Македонија, ја тврдам, јас сум патриота за ова Македонија. Мене македонците ми се мои луѓе. Тоа што ја како шиптар, дали сум нивен или не сум, тоа е кој е нивни проблем. Ја македонци ги сметам за мои и мислам добро на ова Македонија. И затоа токму велам на ова Македонија час поскоро и треба ташаклија. И треба некој со влакна во носот, муж, да искочи да каже стоп, не може више вака. Кај ме најдовте вака паметен да ти имам, а? Браво, Агим. Ајде, Агим, сега. Ајде, пето, ќе идеме дупиме нешто. Јас ти дадов подлога да вика кретену прекини да свириш, да го слушаме овакво човекот. Ја му давав подлога инспиративна една песна од Роберт Бърнс наречена Old Lang Syne. Вели, Златев, место да свиркаш, прави тит на пцовки. У реал тайм се обидов, па ја затоа свиркав уствари, тоа беше тит, само вие не сте го слушнале убаво. А пој па никад не псуе. Одиме понатаму. Агим, последно. Пред крајот. Пет реформи што Агим ги спрема за кампањата на градоначалник на Скопје, кандидат на радио лидер. Озбилен си? Озбилен. Кур, па да ми ги украдат идеите. Добро, у Обланда кажи. У Обланда. Да, ајде. Во Обланда, 5 мерки, Агим Јонус, кандидат на радио лидер за градоначалник на град Скопје, човек кој сметаме дека овој град ќе го направи да биде пристојно место за живење. Еве, така е точно. Агим, според вас, кој во моментов е политичар кој може Македонија да извади од ова? Беда, Агим е политичарот кој може да извади Македонија од ова. Беда, ајде Агим, во Обланда, 5 мерки за Скопје. Од Кавадар си дојде мене да ме дупи у мозак и тоа у емисија, јавност да слуша. Си дупи, детело, си дупи. Си свирка. Ајде, Агим, 5 мерки. Првата мерка. У Обланда. Не у Обланда, бе, директно. Првата мерка. Строга. Сериозно, строга дисциплина во работењето на комуналните служби. Фашистички. Воведување на закон. Тоа е прва или втора е? Тоа е првата. Уште е прва, добро. Воведување на закон на инспекцијски служби и полиции, кои секој еден
пред својата врата ако не изчистил глоба. Не плати. Ако стави му уште една, стави му уште една, 10-та ќе плати ако ништо друго преку извршител. Ангажирање на народот, анимирање на народот да почне да си го сака градот низ што? Низ евенти. Низ само организирање. Звучи комунистички. Јас сум свесен сум ја за тоа. Ајде вака. Ја би вовел закон или барем. Референдум дали сме за или не. Секој еден граѓанин во Скопје да одвоја по 10 денари месечно, 10 денари ништо не се. За се создаде фонд во кој што секој еден невработен ќе може на сабајле да иде да земе метла и да му се плати да го мете. Ости ти што поминуваат овие метлариве да им поминуваат 12 од 7 до 3 времето и така натаму. Не се комуналното прво. Второ, строг закон за градење. Тоа е втора точка. Прва беше кој хигиена. сме, втора. што сме, кај сме да гради, ревидирање и на гупот и на дупот и на се живо. Оне што е во фаза на сомнително бришење, чао, че само инвестирал некој. Ма кур ме боли дали инвестирал, бе, не смел. Трета точка. Трета точка. Заживување на културниот живот на овој Се град. слагам. Заживување на културниот живот на овој град низ копирање на туѓи искуства, бе. Ljubljana, Zagreb. Те мора, да, не мора што ново да измислуваме, бе. Четврта точка. Четврта точка. Здрава социјална служба во градот. Од почеток што го Од зборам. почеток. Тоа е повеќе државен еден проблем отколку што е локално градски. Ама кога не решава Ама државата кога не градот. решава, барем во градот. Петот на бабати гаките, тоа е цела програма, е бате Белјане, се прави у 5 точки цела програма за градоначалник. Петот, а нешто метро конечно да видиме у Скопје. Линија една Ѓорче, Лисиче, друга автокоманда водно. Не знам, тоа нагоре вака оди ли метрото, вајде оди. Еве магарето лета ли? Не, дефинитивно. Агим Јонус, кандидат за градоначалник на Скопје, Мики, на Радио Лидер, почитувани слушатели. Гласајте за мене, ќе направам Гласајте, Скопје. заокружете 0 и Ќе направам Скопје Ѓоа Кавадарци. Ѓоа Кавадарци. Кавадарци во овој момент е Цирих, град кој функционира феноменално. Агим Јонис ке ви го донесе тоа во Скопје. Сега теба, ми само Кавадарци, па Кавадарци. Па сега ти цело време ми наметнуваш дека сум од таму и затоа сега има ќе направиш овакво. А како ќе се справиш, Агим, со корупцијата и непотизмот, бидејќи кога ќе поставиш комунални строги закони, служба за било што ќе почнат да вртат телефони, да бараат врски. Прво мене ќе ми се јавува. Убаво прашање. Ќе речат, ајбе ти го Убаво знаеш, прашање. овој Јонус, дај да скинат казна Многу тук. убаво прашање. И што ќе ми речеш ја кој ќе се Моje јавам? да се борам за тоа. Дали тоа ќе успее? Дали нема да успее? Дали ќе ми ебат племето политичките партии? Дали во интерес на кршење на нечии бизниси ќе бидам ставен на столбот на осудата? Дали некој атентат ќе ми направи? Дали некој ќе ми исчука, ќе ми скрши 3 зуби? Моје да се борам, бе. Градоначалник? Некој мора да се обиде, бе, ало, луѓе, некој мора да се обиде. Нема човек со јајца што ќе се обиде. Градоначалник, а ја кој ќе ти се јавам, еве, дај бе скини таму за балдската за овој зона, ќе завршиш работа? Прво да видам бодоската. Да могу да начитам. Да, немам балдска. Добро. Значи, луѓе, ве поздравуваме, петок е денеска, ние јадеме благовно, дека нема везе. Почитувани слушатели, сериозни сме во една работа, а тоа е дека ве сакаме сите, дека ве очекуваме повторно следниот петок, дека навистина негуваме позитивна енергија за една заедничка комуникација. Јас ве поздравувам од се срце и ви поздравувам со този песен. Минаха години, не ми требаш, не. Овој со една реченица ќе ве поздравам, а тоа е: денеска е петок, мрсите да дупите нешто. Чао. дали слушна Љупче кажа број 0 за Агим на Ливче. Нула не ја влечат, не знам дали. Во ред, Агим, ние еве као кандидат на Радио Лидер, наслов нова емисија ќе биде Со топук во раце, Агим за Скопје.